So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and that the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my Yes, it was my way. Обично, кога ќе почине некој битен филмаџија, мило е тој што зборува, нема подобар беседник. Секогаш го кандидував, не мога кажи ти нешто. Нема. Никој хубаво нема да кажи, наистина.
беа тоа нотките испијани за него кога се посветуваше максимално да го испрати на тој некој човек, како што му доликува на филмски начин. За мене беше важно се да биде филмски. Никогаш не запознав човек што повеќе го сака филмот, не мислам на гледање филмови или на снимање на сет, како филмот во суштина, во неговиот бит. Тој веруваше и тоа е така, ние што се занимаваме со тоа, го знаеме дека кај нас работите се секогаш се живот или смрт, трето нема. На таков еден начин тој го живееше животот, сосема филмски. И тој филм, онака баш скопски, најкоцкарски на свет, пукна на Стара Нова година. И мислам дека керновите уште долго ќе се тркалаат по скопските улици и ние ќе ги слушаме. Голем човек беше Медо, беше голем филмаџија, направи многу за сите. Нас, особено за младите, од секогаш од кога го знам. Јас така и го запознав, ме покани за да ми даде лента, камера, се што ми треба за еден филм што го работи тогаш кога бев многу млад. И тоа го правеше до последниот здив. Дури сега неколку часа пред да почине добив јас, Томи, верувам и други луѓе порака дека за 2-3 дена вика да се средам само и ќе правиме нови планови и договори. Веројатно смислил нешто дека бил во болница кога му било досадно таму. Наспроти тоа што му рекле дека мора да мирува минимум 1 месец за да биде опериран, за да се врати назад. Едноставно овој човек не сакаше да се пензионира. Тоа за него не беше опција и филмот заврши онака како што веројатно и требаше да заврши. Колку тоа сурово и да звучи. Значи заврши власно. Без пензија, без едно умирување. Како што, да речеме, во приказните и е посакуван да си живеа среќна до крајот на животот. Неговиот живот беше една многу комплексна драматургија што многу тешко може да се прикаже на филм. Еден лик што многу тешко може да се експонира, некој да го изигра. Постојано на врвот и на дното, на врвот и на дното, на врвот и на дното. Како што впрочем живеат вистинските филмаџи веќе 120 години. И тоа сакам да ве поканам да му дадем почет со неговата моќ. Слава. Не би се паднало да ти требаш, ама. Кога ми се јави рано вчера са бајле билите и деки, и беше јасно што имаат да ми соопштат, и од тој момент до сега и понатаму тоа тече, не престануваат флешови во меморијата која ме врати дури во средината на 70-тите кога бев детуле. Тогаш мојот мето и неговиот драги беа пријатели и јас, како некој со неполни 10 години, бев секогаш привезок во друштвото на и гурманските ритуали на Драги и Мето. Тогаш знаев дека има некој Горијан, кој е син на Драги, некој мангу, постар батко, некој кој со оглед на возраста разбирливо не беше во придружба на неговиот татко и беше таму некаде по летување, кој знае каде. Само слушав за него дека постои и си го замислував него. И од тогаш Мече е за мене како некој митско суштество кое, откако го запознав, сватив дека е баш така и дека Мече е уствари еден од оние убави еднорози од приказните. Огромното мнозинство на луѓе припаѓаат некаде, во некоја група, каква и да е. Малкумина се оние на кои им е фрлена честа, но и проклетството, да бидат еднорози. Тие немаат своje стадо, немаат водач, и тоа ниту го сакаат, ниту пак знаат како да му припаднат на стадото, колку и да им е тешка осамата. Тоа се луѓе кои мечтаат,
мечтаат луѓе осудени да фантазираат, да идеализираат, свесни дека нивните фантазии и идеали најверојатно никогаш нема да се остварат. Мече беше еднорог и необичен еднорог, туку од оние ретките кои успеваат околу себе да врзат многумина други такви фантазери, луѓе полни со љубов која не ја собира ниту во една институција од било која природа. Еднорозите по својата вокација се суштества кои не признаваат водач. Но колку и да звучи парадоксално, Мече беше еднорогот кој едноставно стана кохезивна сила на тие неколку стотици еднорози кои трчаат во сенките на овој град, вешто избегнувајќи ги стапиците на маловејаштината, предрасудите и стереотипите. Во еднаквоста на поредокот на еднорозите, Мече беше првиот. Последниве 2 години ги минав во интензивно друштво на Мече, со кога градевме визијата или фантазмагорија, не знам више што да кажам за нашата преспа, моја, негова, на нашите татковци, дедовци, прадедовци. Мече ми беше нешто како сосема автохтон производ на таа магија на преспа, која ја доживеале сите кои се препуштиле. Со Мече низ долги разговори, с кои, како што знаете, имаше многу детали меѓу нас, но и со многумина други еднорози ја замисливме. Преспа како простор на кој еднорозите ќе можат да се најдат повремено и да уживаат во мирот и спокојот на Преспа, заштитени од идеолошките, религиозни, национални и други стада кои имаат реалната моќ. Во настојувањето да ја реализираме визијата, јас често пати паѓав, кога се соочувавме со абсурдот на бирократијата и исплакната од секаква емпатија, емоција, страст, визија, желба и љубов. Јас се повлекував, се лутев, излегував од групи, а Мече упорно ме враќаше. Инаку подеднакво свесен како јас за нашата сизифовска мисија. И Мече ме враќаше, ќе ме фатеше за врат и ме враќаше назад. Така и ја завршивме нашата преписка на Вивер. Побара одмор, месец-два рече, за да се нафатиме повторно, решително, како ништо да не било. Тоа беа последните наши пораки од пред 3 дена. Тука завршивме и јас и мојот единствен, признат шеф, мојот еднорог Мече. Мече, да не те тупам и ќе се буниш и ќе почнеш да ме зафркаваш. Знам дека сме наивни идеалисти, ама твоето заминување е мој аманет, колку и да е цврстој зид на стадата, кои не темнат да не се откажам, ако ништо друго од фантазирањето. За Преспа, како регионален центар на еднорозите, кој во дадените околности се едноинствениот потенцијал кој би можел да промени нешто. Мече, во моје име и име на многумина овде други кои ги гледам, фала ти за се. Беше чест и задоволство да се биде барем малку еднорог како што беше ти. Таму кај што одиш сигурно те чека посебна маса на чија чело си ти и на кој ќе бираш кој ќе примиш, како ќе доаѓаме еден по еден. Чувај ми место, ако ништо друго да ти раскажам, како се борев и што се случуваше да се исполни можеби еден мал процент од нашата визија за Преспа со што ќе те израдувам. Благодарам. Во животот сум напишала стотици текстови за тоа, кога беше и Тузија во својство на председател на филмските работници, кога Тузија беше државен секретар за култура. Па знаевме и да се закачиме пред 20 и повеќе години, така и се запознавме всушност. Последниве 5 години интензивно соработувавме и тоа што постојано ми одзвонува во глава, а е поголемо дури од неговата љубов кон филмот, е неговата голема љубов да филмот, македонскиот филм, да излезе од границите. За него граници не постоја. Немаше препреки каде да го одведе. Тоа го прави во 2 наврати. Минатата 2021 година практично тој обележи професионална кариера 50 на години, точно 5 децении бавејќи се со филм. Ја почнува кариерата, тоа се општо познати податоци, во 1971 година, значи во Загреб, каде што работи на македонскиот дел од Пеколот.
таа хронологија на настани, подоцна тие 20 години каде што ќе ги посвети во Јадран филм Загребскиот тогашен елитен национален центар и какви што постоја во Југославија, немаше приватни продуцентски куќи. Тоа цело сублимирано искуство од 20 години ќе го донесе во Македонија, во Вардар филм. Таму ќе се боксува повторно за македонскиот филм да биде дел од светскиот филм. Ќе успее да донесе странски екипи, холивудски екипи, ќе се сними Миротворец, ќе се сними Добар дојдовте во Сараево. Другарало со Џорџ Клуни. Често се раскажуваше анекдоти. Практично сите тие ликови кои ние ги гледаме во Холивуд како некакви далечни, недостижни, за него беа голем дел од нив соработници, работел на многу филмови со нив. Исто така биле другари. Значи, Медо од тука до Холивуд сигурно има повеќе другари отколку, да речеме, соработници. Сите оние кои го познавале, имале можност да соработуваат со него, сигурно не можат да останат равнодушни. Но, како што рече Изи, тоа што сега ни остана во сеќавање е неговата повторно жестока голема желба да ја продолжи таа приказна, значи македонскиот филм да биде дел од светската кинематографија. Ова го прави прв пат со Пред дождот. Може би некој од вас ја прочитале колумната на Дарко Митровски, режисерот. Беше објавена непосредно пред Медо да дојде на чело на агенцијата за филм во 2017 година. И там вели Дарко Митровски таму раскажува една анекдота која на церемонијата каде што нели се соочува Пред дождот филмот со тогашна Никита Михалков. Режисерот одлучува на филмот Пред дождот, одлучува дека нема да се појави на церемонијата затоа што ќе треба да се изговори фиро. Сега Медо тука оваа приказна раскажа Бранко Лустик, како што вели Дарко Митровски, нема зошто да лаже. Медо се јавил на Бранко Лустик, неговиот учител. И му рекол да се јави на Спилберг и да некако да се изнивелира таа ситуација. И од тука Джереми Аранс добива соломонско решение, односно вели дека државата од која доаѓа филмот е фирм, а режисерите и филмаджиите милуваат да нарекуваат Македонија. Практично во таа далечна година, кога Македонија беше нели фрагилна во почетокот на нејзината независност, тоа е прво изговорување на името Македонија, да кажеме, во еден толку широк контекст, да одек на Оскарите. Тоа е за Медо првиот голем успех и некако интересно, значи, на 2020 година, на 13 јануари, како што се поистоветува, се дојде веста дека Ханленд е влезен во номинација за Оскари. Оваа вест за Медо беше, не можам да ви објаснам радоста и среќата кога ја прими веста. И секогаш на истиот начин се радуваше за секој еден можен успех. Безпоштедно, храбро, давајќи мотивација на сите оние, како што вели Изи, младите пред се. Тие му беа приоритет во секој чекор и секоја стратегија што сакаше да направи понатаму за развој на филмот. Практично, тоа ни постане како еден аманет, дека сето тоа што се сработи откако тој застана на чело на агенцијата за филм во 2017 година е можеби втората најголема ренесанса што ја доживел македонскиот филм, слободно можам да кажам најголемата. Неговите чекори, стратегии и поддршка кон младите кои доведоа филмот денеска да биде гордост, да биде дел од светската кинематографија. И веројатно Медо истото како кажеше, тоа што ми го повторуваше постојано, дека тука не смее да се застане, дека филмот мора да оди напред, не смее да остане во локални рамки, мора да се извлекува од таа матрица и постојано да се дава поддршка на младите автори. Славно!
патува, значи, Медо, мојот детски идол, Чичко, нашиот пријател, другар, соработник, ревносен филмски професионалец, искрено човечен, градски лик со сите своји нескриени, многу транспарентни, доблести и мани. Еден од оние кој не оставаше, се надевам сите ќе се согласите, никого рамнодушен со своето присуство. Уште од првиот ден кога се одлучи да се врати во Македонија, што е едно од моите порани сеќавања, раните тинејџерски години, по неговите ангажмани низ регионот и светот, во нашиот дом не убедуваше дека може многу да се направи во и за оваа земја, не само за филмот, туку и општо. И влегуваше во постојан конфликт и расправи со мојот татко, кој некако огорчен од искуствата претходни, го советуваше дека ова е место каде што успехот не се простува. Но тој тврдоглав и жесток не прифаќаше предупредувања, туркаше напред со глава низ зид, без да погледне во раните кои ги остава таа борба. Но таа борба не остава ни еден емотивен човек, мангуп, фраер, било каков, кој успеал некако да излезе од оваа матрица. Тие рани што ги остава не може туку така лесно да зацелат. Тоа е придобивка на оние кои сватиле таа игра, ја прифатиле таа игра и се прилагодиле на нашата стварност. Се надевам дека еден ден ќе можеме да го видиме крајот на тоа што го порази него и што не тишти и нас. Она што често он го повторуваше, само со секако погрни, посочни зборови, по некоја пцовка, беше дека ќе се удавиме во нашата малогреганштина. Верувам дека кај многумина ќе остане една празнина поради загубата за ваков тип на соговорник со еден редок умор, голем, огромен животен багаж и безброј приказни со непредвидлив завршеток. И не секогаш ист завршеток, иако се работува за исти приказни. Филмот загуби човек кој разбираше филм, се бореше за филм и живееше за филм. Јас изгубив дел од моето семејство и поддршка безрезервна низ најтешките животни мигови. Иако емотивен до бесвест, секогаш имаше таа способност да ја зацкрие неговата болка зад насмевка, мајтап и различни глупости. За голем дел од работите не се согласувавме, но низ кавга и смеа поминувавме преку разликите и се префрлувавме некако така срамежливо, тајно до она што е вистински и суштински важно, а тоа е онаа нераскинлива врска темелена на љубов, топлина, поттик. Тоа што е известно и јасно е дека со изгубата на Горијан заврши една епоха. Тој беше, според зборовите што ги слушнав и сега и по социјалните мрежи на секаде по неговото семинување, најразлични зборови. Larger than life, повторлив, необичен, конфликтен, импулсивен, ексцентричен, забавен, се. Но сите се согласуваат со едно дека неговата звезда гореше сјајно. Медо е некој чија загуба нема толку лесно да се прифати, неговиот лик нема толку лесно да избледи, затоа што е значајни делови од нашите животи се дефинирани со неговото присуство. Заврши филмот на Горијан Тозија. Но неговите дела, неговите филмови ќе не живеат сите нас. Тоа е дефинитивно. Затоа сакам да ве поканам, како што му доликува на еден хедонист, на еден голем љубеник во филмот, да го испратиме мече со еден аплауз.